За 200 нови книги е збогатена библиотеката во културно-духовниот центар во Лешок. Книгите се донација од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Збогатувањето на библиотеката е од големо значење за регионот. Со тоа во иднина ќе се создаде простори за летни школи и семинари, рече ректорот Велимир Стојковски. Универзитетот донира 200 примероци од своите понови изданија и се договоривме со владиката во наредниот период сите изданија кои што универзитетот ќе ги објавува задолжително да испраќаме по неколку примероци за оваа библиотека. Ова идеја и возобновувањето на овој манастир во една поинаква форма со формирањето на библиотека навистина многу ќе значи не само за овој крај и за овој народ што живее тука, туку и пошироко. Јас сум убеден дека како што се одвиваат работите, сигурно ќе се створи простор за одвивање на летни школи, различни семинари и други активности на кои што библиотеката ќе им биде од корист, за да може да и во овој преубав крај да бидат заедно со омилените книги или да проучуваат некоја литература од областа која што ги интересира. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф истакна дека книгите представуваат духовна храна за сите граѓани. Ова е од големо значење културно и духовно за нас овдека во нашата Тетовско-Гостиварска епархија. Се надевам дека ваквите акции ќе продолжат, се со цел нашиот народ што повеќе да чита, што повеќе да се образува. Манастирот секогаш ќе биде отворен за било кој што ќе сака духовно да се нахрани со духовна литература и со литература од сите области кои што ќе го интересираат. За само 2 месеци во библиотеката се донирани вкупно 2070 книги. Културно-духовниот центар прераснува во културно жариште, каде што ќе се одвиваат многубројни активности од областа на културата, уметноста, вели Ивица Зорич, иницијаторот за изградба на центарот во Лешок. Се радуваме од ден на ден што се повеќе и повеќе добиваме книги. Дури и приватни лица се обраќаат и сакаат да донираат од своите лични библиотеки, така да навистина ова ќе биде едно културно жариште каде што ќе се одвива културниот живот, а посебно литературниот живот, затоа што знаеме функцијата и мисијата на Кирил Печиновиќ и на тој план ние сакаме да го продолжиме тоа дело, затоа што навистина ова поднебје го заслужува тоа, посебно Лешочкиот манастир. Покрај литературни активности ние планираме тука и други музички активности, така да не случајно насловот е културен центар, духовен, така да во тие рамки се одвиваат активности. Се надеваме со помош на сите добри луѓе ќе успееме во оваа мисија, затоа што тоа не е крајна цел. На 29 јуни во рамките на фестивалот на православна духовна музика Техо започна со работа овој културно-духовен центар во кругот на Лешочкиот манастир.